Почитувани, добар ден. Сакам при крајот на кампањата за предвремените парламентарни избори во Република Македонија да укажам на некои клучни поенти од програмата за обнова, проектот за обнова на ВМРО-ДПМН. Овој документ, кој што го презентиравме во изминатите 17-18 дена, далеку ги надминува рамките, границите на една програма предизборна на политичка партија. Имено се надевам, односно убеден сум дека надлежни институции, научници и други во Република Македонија ќе заклучат дека ние подготвивме документ кој што е среднорочна стратегија за развој на Република Македонија. Почитувани граѓани, да потсетам на некои од клучните таргети, поенти кои што ги слушавте изминатиот период од страна на нашите представници, на председател Мицковски, нашите носители на листи, членовите на политичка партија ВМРО-ДПМН. Ние нудиме нов развоен модел кој што ќе овозможи раст на нашата економија врз стабилна основа од 4 до 5% во наредниот 4 годишен период. Се обврзуваме невработеноста да ја намалиме на под 10% на реална основа. Понатаму ќе обезбедиме раст на платите и во приватниот и во јавниот сектор од просечно 25%. Пензиите ќе растат во согласност со порастот на платите и порастот на трошоците за живот и секако ќе бидат во корист на пензионерите. Почитувани, ова економска програма, економскиот дел на програмата на ВМРО-ДПМН се темели на три клучни столбови. Имено, како што кажав, ние нудиме нов развоен модел кој ќе испорача висок и стабилен раст на македонската економија кој што ќе биде во корист на сите граѓани на Република Македонија. Првиот столб е креирање услови за подобра бизнес клима. Имено ова ќе го постигнеме со јакнење на капацитетите на државата, пред се преку безкомпромисна борба против корупцијата и сивата економија. Имено во недостаток на идеи и можност за критика нашиот политички опонент СДСМ во изминатиот период упатуваше на тоа дека наводно нашата програма обнова на Македонија подсетувала на преродбата во 100 чекори со која што сериозно го поразивме Социјалдемократскиот сојуз на парламентарните избори во 2006 година. Тоа не е точно, но ако во нешто подсетува оваа програма е на тогаш даденото ветување кое што го исполнивме дека според индексот за перцепција на корупцијата, кој што е светски показател за нивото на корупција во една земја, ќе ја намалиме корупцијата во Република Македонија така што од последната третина, каде што сега се наоѓаме на срамното 106-то место, ќе ја поместиме Република Македонија со мерки за спречување на корупцијата во првата половина од рангираните земји. Понатаму предвидуваме во рамките на овој прв столб на економската програма дигитална трансформација и професионализација на јавната администрација, зајакнување на јавните финанси со преструктурирање на буџетот, каде што ќе се зголеми значително не само планирањето, не само извршувањето, туку и реализацијата на капиталните инвестиции, кои што се покажа, како што видовме, многу слаба точка во досегашното владење на Социјалдемократскиот сојуз. Вториот столб на економската програма е развој, јакнење на конкурентен приватен сектор. Најголемиот дел од македонските граѓани својата екзистенција ја остваруваат во приватниот сектор и ние во тој нов развоен модел се обврзуваме да подготвиме да спроведеме модерна, извозно ориентирана индустриализација во Република Македонија. За оние што не критикуваат за овој пристап, само да спомнам дека моделот на кој што се развиваше македонската економија во овие изминати 30 години, посебно во годините на владење на СДСМ, е исцрпен. Тоа е како испоставена нива која што дава многу слаби резултати. Таа нива треба да се култивира со нов пристап, да собираме, да жнееме плодови кои што ги почувствуваат сите македонски граѓани. Само потсетам затоа што ова изјава ја давам од градот Охрид. Јас сум растел тука, се сеќавам на времето кога во индустријата во Охрид имаше вработено 20.000 работници. Имено туризмот е благопријатна гранка, ние правиме се да го подпомагаме, да го развиваме, затоа што Охрид е нашиот бисер, но се разбира
тоа не може да биде единствената гранка на која што ќе се потпира екзистенцијата на локалното население и на поширокиот регион. Од тука со паметни политики сакаме да извозно ориентираните компании ги помогнеме на секој начин онаму каде што нашата конкурентност дозволува да создаваме производи со нова вредност. И третиот столб е градење на интегриран национален иновацијски систем и поддршка на ИКТ секторот. Ова се однесува на територијата на цела Република Македонија, секако дека и во овој дел од земјата голем број на млади кои што остануваат за среќа во Република Македонија својата екзистенција ја остваруваат во овој сектор. Сакам да спомнам дека за разлика од паушалните оценки и пристапот во програмата на СДСМ, која што не е ништо друго туку некој отчет, односно правдање за нереализираното. Ево, например, сега тие за се имаат оправдување. Ако ги прашате зошто и по 3 години владење немаат мрднато од мртва точка во реализацијата или изградбата, ако тоа го ветуваа на автопатот Кичево-Охрид, патниот правец сега е во очајна состојба и во овој период, нели летен период, ќе најдат некое оправдување, обвинувајќи ја претходната власт, нели која што не е на власт веќе 4-та година. Овие наши ветувања се базирани на јасна и прецизна методологија, со конкретни проекти кои се временски и буџетски димензионирани. Ова е гаранција дека тие ветувања се реални и ќе бидат реализирани во наредните 4 години, за разлика од ова програмата на СДСМ, како што реков, нема ниту буџетирање, ниту рокови, само еден список на желби. Почитувани, за да ја реализираме оваа амбициозна програма со 1000 или повеќе од 1000 проекти кои што се точно временски димензионирани и буџетирани, свесни за состојбата во која што се наоѓаме на погоденост на економијата од корона кризата, ние подготвивме преодна стратегија за справување со здравствената и економската криза. Имено да спомнам дека од аспект на даночната политика веќе е многу јасно, граѓаните тоа го слушнаа, ние не само што остануваме го враќаме рамниот данок, туку и дополнително ќе ги намалиме стапките на 8% во наредните 2 години од практикувањето на власта, доколку ја добиеме довербата на граѓаните. Оно што е важно за еден од најпогодените сектори, туризмот, угостителството, предвидуваме намалување на стапката на оданачување на услугите од постојните 18 на 10%. Само неколку мерки кои што ги предвидуваме во таа преодна стратегија за поддршка на погодените сектори, а посебно на извозните компании, ќе споменам во оваа прилика. Имено оние средства кои што досега беа и со наша поддршка, нели, дистрибуирани или поделени на погодените компании за исплата на минимална плата, предвидено е компаниите да ги враќаат во текот на наредната година доколку остварат позитивни финансиски резултати. Ние кажуваме не, на компаниите тие средства им се потребни, тие ќе останат кај нив. Понатаму предвидуваме поддршката за погодените сектори, затоа што како што гледаме кризата не завршува и не се гледа крајот, да продолжи и понатаму, и во месеците јули, и да ја разгледаме можноста и за август. Исто така предвидуваме поддршка и за домакинствата, односно за граѓаните, а кај извозните компании, кои што се разбира се крвотокот на македонската економија, предвидуваме низа мерки на поддршка од финансиска, понатаму поддршка во изнаѓањето на партнери, пазари, обука на работната сила и така натаму и така натаму. Да завршам, почитувани граѓани, се надевам дека овие наши пораки, кои што се пораки упатени од сериозни луѓе со искуство во водењето на политики и управување со институции, стигнаа до вас и се надевам дека ВМРО ДПМН со ваква реална програма ќе ја добие довербата на граѓаните за да ја раководи владата и да испорача да овозможи обнова на Македонија во наредните 4 години. Благодарам.